според нашите организации, владата не успева да ги вгради суштинските забелешки на домашните и меѓународните институции. И покрај поделбата на законот останува решението Агенцијата за медиуми да ги регулира сите видови на медиуми. Тоа е во спротивност со препораките на експертите на Советот на Европа и на ОПСЕ, кои препорачуваат да се напушти идејата во законот да има единствен регулаторен режим за сите видови медиуми. Поделбата на законот е само механичко одделување на одредбите, а не и суштинско раздвојување на третманот на печатените и електронските медиуми од радиодифузерите. Останува загриженоста околу независноста на регулаторното тело, Агенцијата за медиуми. Иако има зголемување на учеството на цивилниот сектор во предлагањето на членовите на Советот на Агенцијата, мнозинство од неговите членови ги предлагаат политички институции, како што се Собранието и ЗЕЛС. Не е прифатена сугестијата на експертот на Советот на Европа, номинацијата и изборот на членовите на Советот од Комисијата за избор и именување да се врши со двотретинско мнозинство. Уште посилно политичко влијание има околу номинацијата на членовите на Советот на Македонската радиотелевизија. Од 13 членови на Советот, 10 предлагат политички јавни институции. Со тоа се намалуваат шансите МРТВ да прерасне во вистински јавен сервис на граѓаните. Не е земена во предвид ниту забелешката за бришење на дефиницијата новинар, која според експертите може да има ограничувачки ефект врз слободата на изразување. Не е регулирано прашањето за исправка и одговор согласно Европската директива за аудиовизуелни медиумски услуги, не е запазен принципот на пропорционалност во делот на казнените одредби, не е јасно определено во кој случај која мерка ја изрекува агенцијата и конечно не е обезбедена судска заштита за сите дејствија на агенцијата. Поради овие причини, сметаме дека владата треба да го повлече предлог законот за медиуми, затоа што нема никакво образложение и потреба за тоа, а предлог законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да се коригира согласно забелешките на домашните и странските институции. Толкав е голем бројот на забелешките што не се прифатени, што навистина требаше да направиме една долга листа на работи кои што не се прифатени, а кои што се многу битни. Така да се фокусиравме на тие што сметаме дека се најбитни. Знаете како, ние не се согласуваме со тој принцип на работа, ние да направиме компромиси со стандардите. Вие или ги прифаќате стандардите, или не ги прифаќате. Не можете половично да ги прифатите. Нешто е прифатено, например, саморегулацијата е тргната од законот, што е ирационално саморегулација да го има во законот, што може да се смета како позитивен чекор. Меѓутоа, никаде во земјите на Европската унија саморегулацијата не е во законите. И мислам дека е применет еден многу перфиден начин на работа, да се стават ирационални работи во законот, за да после се повлечат од него и во јавноста да се представат дека еве се прават некои отстапки или дотерување на законот. Што не е случај со овој закон. Владата, знаете како, ако ние не носиме закон кој што е во потполност со европското законодавство, со европските стандарди, не можеме да очекуваме дека утре преку примената на тие стандарди ќе ја подобриме состојбата. Ја мислам дека со ова ние практично ќе се вратиме уште еден чекор назад. До сега имавме добри закони, имаме лоша состојба. Можете да замислите, ако имаме лош закон, што ќе произведе тој во работата на медиумите.